Драги мои, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети на Фактор МК. Овој пат имаме едно ексклузивно интервју. Прво интервју на министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска. Името на Сања Божиновска исклучително многу се говореше кога стана предлог за министерка. Од тоа која е Сања Божиновска, за оние станови за незиниот имотен лист, за становите во Шпанија, во Португалија, во Белград, во Скопје, за сите оние информации поврзани со енергетиката, за бизнисот со струја. Практично Сања Божиновска своевремено работеше како трговец со електрична енергија, која што функционираше на берза во годините наназад. Но говориме и за многу други работи кои што се поврзани за и околу енергетската визија за тоа како треба да изгледа Македонија. Но и на многу други теми, поврзани на некој начин индиректно и со ВМРО ДПМНЕ, зашто Божиновска решила да се враќа односно да се врати во Македонија во следниве нешто повеќе од 60 минути. На самиот старт, пред и официјално да и посакаме добро дојде, ги поздравуваме нашите пријатели од Форманова, секогаш блиску до вашиот дом, посетете го нивниот салон во комплексот Годел, бидејќи е сезона на реновирање, не заборавајте дека Форманова го имаат она што вам ви е потребно и затоа се тие и наши и ваши пријатели. Јас сум Мишко Иванов, добро дојдовте во Бизнис Муабети на Фактор МК, а во студиото велам добро дојде за Сања Божиновска. Добре најдовте, благодарам за поканата. Како сте? Одлично. Ако можам така да кажам, од составот на новата влада кога се промовираше, најзборуваната, неозборуваната, најспоменуваното име Сања Божиновска. Колку пати се помисливте, што ми требаше ова? Искрено, многу пати. Искрено, многу пати, меѓутоа тоа сега од вас дознавам дека е најзборуваната министерка. Не мислев дека е така. Говорам на почетоците, нели, кога беа па пресови, па опозиција, па едно, па друго, претпоставам ги слушавте сите тие. Па немам никако време да слушам се. Меѓутоа ми кажуваат. Да? Да. Вести не гледате уопште? Немам време. Значи, поготово од кога сум министерка, ретко наоѓам време да уклучам телевизор. Предходно, претпоставам, не бевте овде. Што е мотивот што ве натера да се вратите? Вие во Македонија бевте или се ова е бидејќи не сте гледале и оваа фраза е карактеристична за мене, вие во Македонија ли бевте? Во Македонија бев 1998. Дали бевте во Македонија пред да станете министерка? Во Македонија се оцелив 1998 година. Студирав надвор, постдипломски завршив во Холандија, студирав во Прага и 26 години скоро бев надвор од Македонија. И кога се враќате? Се вратив оваа година негде март. Само за да бидете министерка, така? Бидејќи претходно ние за вас слушавме како надворешен или не знам како советник на Христијан Мицкоски. Да, советник на сегашниот премиер. Лидер на ВМРО ДПМНЕ, некога беа во опозиција. Да, точно. И сега затоа прашам, што ве натера да се вратите? Па, после 25 години живот во Европска унија, мислам дека стекнав доволно искуство, знаење, поготово во мојата област енергетика, каде што работам, значи првото работно место ми беше поврзано со енергетика и имав можност да видам еве на пример во Чешка кога се исели во 1998-та не беше толку модерна, значи испратив за 25 години како некои работи може да се модернизираат. Исто имам искуство, живеев и во Холандија. Во Австрија имам живеено и мислам дека со тек на време стекнав доволно искуство за да после некој одреден временски период можам да го имплементирам во Македонија. Бидејќи сметам дека има многу експерти кои што се од Македонија и се реализирани и успешни во странство. Генерално работевте со струја? Да, цел живот со електрична енергија. Да. Трговија со струја? Трговија со електрична енергија. Исто така и некои проекти за обновливи, консалтинг. Повеќето е трговија со електрична енергија. Тоа е едно од најозборуваните теми во Македонија, уште пред додека вие сте биле во мислам дека е озборувана последниве 10-15 години. Мислам дека е озборувана бидејќи многумина не ја разбираат таа проблематика, односно трговија со електрична енергија, многу од луѓето не разбираат како тоа се случува. А тие што знаат добро знаат дека тука е се регулирано и е евидентирано, што значи дека простор за било какви манипулации е невозможно. Значи се што влегува на пример во државата, се евидентира во МЕПСО.
Значи секоја секунда, секоја минута за што се однесува до електрична енергија. Значи увоз, извоз, производство, се е точно евидентирано. И сега се враќате во Македонија со намера да помогнете на држава кога е енергетиката во прашање? Па јас работам со пред да предам на оние прашања кои што се специфични за кои што јавноста очекува да прашам, оние 4 станови, не знам повеќе колку. се не 4. Не сте го прочитали Повеќе сте? анкетниот лист. Да. Не знам, долг од скоро милион евра или 800.000 евра, меѓутоа затоа потоа сега од една се враќа Сања Божиновска во Македонија. Чуму да има некои толку станови во Шпанија, во Португалија, во Србија, не знам каде, во Скопје предпоставам. Сега можете комотно да си седите во Шпанија така да гледате во морето и да Па уживате. можам, меѓутоа сметам дека треба да има индивидуалци кои што сакаат да помогнат на Македонија и дека ова сега, значи оваа година, мислам дека беше критична и пресвртна година за многу, бидејќи сега познавам не одат веќе не се иселуваат само ради поголеми пари, како што јас приметив, многу последните 3 години се имаат иселено во Германија, што значи не е веќе само економскиот фактор. Тука веќе и има загаден воздух, има и други работи, немаат соодветно образование, немаат соодветни здравствени услуги, значи луѓето веќе се иселуваат. И тоа важи за сите, значи без разлика од која припадност се иселуваат. А мислам дека ова беше последниот момент да се направат сериозни промени. А јас го пратам енергетскиот систем уште од 2008 соработувам со Македонија. Тогаш бевме за пример во регионот. Значи ние бевме и пред Србија, бевме и пред Косово и бевме некако пример. Исто така МЕПСО беше добар пример, ЕСМ работеше одлично. Можевме да бидеме многу подобри од тоа каде што сме сега. Последните 7 години е катаклизма. Значи во енергетскиот сектор е многу лоша ситуацијата. И јас сум исто така благодарна на сегашниот премиер Мицковски што прво ме повика за советник во енергетиката, а сега ми ја даде и оваа можност првпат да сум на чело на едно вакво сериозно министерство. Бидејќи во разговор со сите останати држави, они се многу задоволни што првпат има министерство за енергетика во Македонија, каде што може да се направи една стратегија. До сега, значи, имаше агенција за енергетика, имаше некои сектори во Министерството за економија, па имаше некои стратешки договори кои беа под вице-премиерот, значи немаше координација немаше меѓу сите овие институции. Сега ова министерство ќе има сериозна задача да направи стратегија, значи за енергетика, за рударство и за минерални суровини. И сега сме веќе на мапа во целиот регион. Значи јас имав средби, бев во Босна на министерски состанок, бев исто така во Лондон, сега бев во Вашингтон, значи имав на највисоко ниво со Пајот бев на состанок, на билатерални средби и можам да кажам дека сите они се запознаени со енергетската ситуација во нашата држава. Што е толку катаклизма? Па еве, например, 2017 производната цена од Рек Битола е 30 и, сега ќе кажам точно, 33 евра и 76 центи. Дали може да претпоставите оваа година колку е производствена цена на Рек Битола? 133 евра. Но беа други ситуациите, претпоставам. Значи ситуацијата е, има нечесна работење, има голема корупција, сите знаеме за увозот на јаглен, меѓутоа тоа не е моја работа, има државен ревизор, институции кои ќе се занимаваат со тоа. Енормно зголемување на цената не е оправдано. А тука е негрижа за нашите енергетски капацитети. Например, ништо не е изградено во Македонија. Рек Битола е од 84-та година. Ние имаме само ветерници од 36 мегавати, што е многу малце во Македонија. Значи не се водело грижа за нашите енергетски капацитети, односно за нашата енергетска ситуација. Како се бројки? Колку во проценти е увозот на струја? Значи, увозот на струја се зголемува, бидејќи Рек Битола не работи колку што е потребно и увозот не може ние да го претпоставиме. Еве, например, минатата недела се случи увоз непланиран. До крајот на месецот и беа потрошени 4 милиони евра. Значи, само за 2 недели потрошивме 4 милиони евра. Значи, не може ние ништо ни да испланираме, бидејќи сега има нов менеджмент кој треба да се позанимава со што е преостанато од енергетската ситуација. Значи, треба да видиме што до крај на годината ние. Треба да се прави ремонт.
механизацијата зошто не работи и уште многу други работи кои треба да се разјаснат. Сега, ако сте толку време во енергетиката, претпоставам ги знаете добро приликите во Македонија. Приликите во Македонија ги знаеме, меѓутоа сега детално со што Па е е се вака, од купено. прилика 70% е термокапацитет и 30% беше хидро, така? Или кажеме, 20 да биде и добро, остатокот се имаме и задоволува нешто, со остатокот се задоволува со фотоволтаиците кои што играат исклучително голема улога. Според моите информации околу 2% е увозот на струја, што е значително помалку од она што било Меѓутоа, претходно кога имало значи, навистина катаклизма. Значи тоа зборуваме, сите тие фотоволтаици се приватни. Не е битно, ние говориме за увоз на Добро, на меѓутоа струја. таа енергија останува тука, ама ние како држава разговарам. Значи тоа се Добро. приватни инвестиции на фотоволтаици. Ние како држава Македонија немаме никакви фотоволтаици наши изградени. Ние не имаме собственост на наши енергетски капацитети. Значи тоа се приватни фирми. Тие може својата струја да ја продадат на берза, може да ја извезат. Значи вие што го кажувате само еден нето ефект. Не, па, ја го кажам каква е ситуацијата. Од рек битола, толку од хидрото, толку од фотоволтаиците, толку увоз на струја, 2,75. Од прилика. Ни 3% не е увозот на струја. А ние сме претходно гледале каде што се увезувало поприлично бајаги. Значи, немам намера да изигравам адвокат, особено на претходниците, меѓутоа и пред таа ситуација, претпоставам ќе се согласите дека не беше сјајна состојбата. Не. Бидејќи енергетика следам поприлично подобна, можам да кажам дека времето на Панде беше едно од најуспешните времења каде што ја произведувавме околу 6000 гига струја. Потоа како доаѓаа Чинговски, заменува Туневски и така натаму, производството паѓаше. И некој ќе каже логично е затоа што рек Битола ви е стара. Од 82-та, 3-та година, да. Точно. Меѓутоа ви кажувам, тоа е нето ефектот. Значи, бројот на сите овие фотоволтаици, што сега имаме и берза од минатата година. Значи, ние никогаш не сме имале берза на електрична енергија. Тоа е плюс и го поздравувам. Значи, ние имаме берза што работи на day ahead. Значи, за денот напред може да купите или да продадете електрична енергија. Значи, таа електрична енергија се тргува на берзата што ни е во Македонија. Добро. Значи, може и таму да се купи. Колку е денес струјата? Цената на струјата на берзите? Денес цената околу 100 и нешто евра. Со тоа што еве ние, например, како држава ја продаваме на ЕВН за 60 евра. Па добро, значи не е 133. Не, значи делот од ЕВН снабдување, што е за нашите крајни потрошувачи, значи за домаќинствата. Дека вие рековте претходно 33 значи тоа е на рек Битола. Значи тоа е на рек Битола, производствена цена. Ова зборувам за ЕВН. За како крајен потрошувач. Да, значи вие дома кој ќе ви дојде сметката. Добро. И ЕСМ ја продава 100%, значи направивме напор. Донесовме одлука на влада, бидејќи пред тоа беше само 85% да даде ЕСМ. Ние донесовме одлука и останатите 15% да ги дадеме за 60 евра. Почнаме. Ова е широка тема на која што треба да се разговара и добро е што ги има Министерство за енергетика и логично е да има, затоа што ние изминатиот период се соочувавме со исклучително сериозни проблеми. Сега вие велите катаклизма, некој ќе ви рече, па добро, може како велите катаклизма, кога во едно друго време се случи блекаут на цела држава. Колку бил тој блекаут? Блекаут, знаете дека енергијата функционира како врзани садови. Не ми јасно како функционира, но се случил. Добро, се случил. Се случи и сега у јуни, у 3 држави. Предходно тогаш опозиционерот Мицковски, додека беше енергетската криза за апропо војните, цело време не предупредува на рестрикции, па не се случија. Но ве охрабрувам за овие сомнежи на ревизорот за бидејќи тоа е едно од најзборуваната тема дека имало нелегален увоз, дека се копало, дека се продавало, тоа. Значи, сето тоа си има јавно обвинителство, си има државен ревизор и сето тоа они ќе го истражат сега. Што е нотирано до сега? Како информација? Значи има многу неправилности. Значи постапка на струја и постапка на продавање и на набавка и исклучување на тендери во 4 очи. Значи кога беше прогласена енергетска кризна состојба, се може да се набавува во 4 очи. Така да тоа државниот ревизор и понатаму ќе се истражат. Добро, тоа не е незаконски.
Кога е вонредна состојба? Да, меѓутоа има и така? пред тоа некои кои не се... Ето е друго веќе. Значи, тоа ќе си... Мгм. Тие што се надлежни ќе си кажат. Колку пари се, како да кажем, испрани или изнесени според ваши пресметки? Бидејќи тоа е најобвинуваниот дел енергетскиот сектор, особено префрлени ЕСМ. се околу 400 милиони евра за време на енергетската криза. Тоа е периодот од 2022, така ќе му дојде? До 2020... 373 милиони евра. За 2 години е тоа или за една? Па две, да 22 кажеме, до да. 20 и Да, нешто, со четврта. тие пари би сме можеле да изградиме некој енергетски објект, Мгм. на пример. Со 400 милиони евра, па добро, сега. Не сме изградили. Не. Мгм. Но не сме изградили ни претходно. Па проблемот е што немаме изградено, Цело време не значи градиме. Последното мора да се изгради Матка е нешто. последната, така или Иве, не, во Тетериниот парк. Ветериниот парк. 36 мегавати е изграден, Мгм. меѓутоа тоа е само говорам за- 36 мегавати. Говорам за поголем. Поголем Мислам дека нема. беше овој на дали беше Мат, тој уште од времето на Ама тоа е многу Црвенковски. многу давно. Сега ќе ве прашат што е со вашиот долг, министерке? Вие каде да работевте тога за долгот за кој што ви обвинуваат од 800.000 евра? Долгот од 800.000 евра, слушнав дека сум многу озборуван уште од вториот ден од кога дојдов Од првиот? Не, вториот. Првиот ден мислам дека немаше, од вториот ден. Тоа беше 2017 година. МЕПСО отвори покрена кривична пријава, после значи си работеа надлежните органи, кривичната пријава беше одбиена, значи не беше процесирана. Понатаму МЕПСО се жалеше и таа жалба беше исто така одбиена, што значи дека установено е дека немало никакви сомнежи за било какви... Но долгот како долг стои на сметка. За долгот може да го прашате МЕПСО, бидејќи они ги имаат тие евиденции. Фирмата, јас не бев целосно собственик, 50% и понатаму ја продадов таа фирма, така да од 2018 немам никакви информации. А која фирма е? Како се вика фирмата? Да. Фирмата се викаше ENG Service Trade. ЕНГ. Да. Бидејќи вашата кариера почнува со како беше на Еспада. Тоа е во Чешка. Па потоа таа постои уште фирма? Еспада постои, да. Еспада постои. Потоа дојде секако. Руднап, како сте врзани со Руднап? Во 2011 во декември добив понуда да бидам директор во Руднап, со седиште во Белград. Тој е на воен или Собственик е 3 собственици беа, од кои поголем дел беше господинот Воин Лазаревич, да. А Вук Хамович е друга приказна. Бидејќи тој е двоецот Воин Лазаревич, Вук Хамович. Господинот Вук Хамович и Воин Лазаревич порано пред тоа има заедничка фирма и потоа секој си си имаше своја фирма. Ова бизнесот за Остри интересна работа е. Сите сте милионери од Вук Хамович, од сега не знам за вас, не ви кажам, но овие Воин Лазарович и Вук Хамович не своевремено уште важат за сериозни магнати, дека бизнесот со Остри е исклучително Па секако во бизнисот носна со работа. електрична енергија се вртат големи суми, меѓутоа тука исто треба и многу вложување, многу човечки ресурси. Вукамович направи сериозна централа во Босна. Од после Тито, значи направи сериозна централа. Имате уште комуникација со Воин Лазарович или не? Воин Лазарович од 2014 немам никаква комуникација. Ни сега не ве побарал, кога станавте министерка. Сега само прати една порака и тоа е се. Па добро, имате комуникација. Значи, само прати порака, ама го немам од 2014 немам никаква комуникација. Па добро, сега се јавуваат многу, меѓутоа тоа е вистината. Значи, да го заокружам овој дел со оваа компанија, како рековте, ENG Service Trade. Да. Значи, таа компанија не должи ништо на тие 800.000 евра, каде што вие сте биле 50%, ако сватив. Значи, си покрена МЕПСО кривично, си дојдоа тогаш и од УЈП, си дојдоа од финансиска полиција, си имаше истрага. Тогаш беше периодот кога беше енергетска криза, кога беше најладно, кога се затворија границите, од Бугарија немаше извоз, од Србија немаше извоз, од Грција немаше извоз на електрична енергија, така да тогаш имаше енергетска криза баш тие денови која беше најладно. Реално имало долг или? Дали реално имало долг? Постоел долг? Да, меѓутоа имаше и писма за враќање на долгот, имаше и понуда за цесија, меѓутоа немав никогаш добиено одговор, за сето тоа си има документација. А вие го вративте долгот или? Овие за кои што... Значи, прво не се 800.000 евра, си има цела документација. Јас читам на ова што пише опозицијата, не знам. Па вие сега може нив да ги прашате. Сега опозицијата, сега вас тие ако одам по нивната логика,
со тие пари сте ги купили становите, претпоставам и тоа сте го Да, слушнали. да. Тоа е од 2017, становите се купени во 2014. Значи со претходните Така пари веројатно да сте ги купили. па сега јас разбирам дека Мгм. треба да имаат некоја тема, меѓутоа би било добро да Мгм. се конструктивна опозиција и да се фокусираат на некои предлози. Еве сега на пример, правиме закон, го носиме Мгм. законот за енергетика, закон за обновливи извори. Значи имаме работни групи и сите се добродојдени да се вклучат со некои конструктивни предлози за да имаме ние како држава сериозен закон. Министерке, не знам зашто имам чувство дека, ама тоа е мој впечаток, дека самото ВМРО ме доживува како страно тело. Грешам или? И дури, Тоа ќе мора- бидејќи, видите, во ова македонско поднебе, претпоставаме ќе се согласите, значи сите горе-доле сме имали искуство, вие сте били поприлично подолго надвор. Имаше една реплика во тие бомбите, вели каменот од близу доаѓа, меѓу Мијалков и Муса Џафери. Впечатокот е дека практично ВМРО, незадоволници на ВМРО на кои што вие не им се допаѓаат или не сте лепеле плакати, сега се обидам да доловам тоа, им пречите дека овие информации практично доаѓаат од таму. Јас не знам од каде доаѓаат Мгм. информациите. Јас сум успешна, имам заработено доста, значи во приватен бизнис сум и сум била способна и сум заработила. Мгм. Значи никаква партија не стоела позади мене и не можам да коментирам. Ако никој смета дека јас не сум соодветна или не одговарам, во ред. Меѓутоа, мислам дека успешен некој може да биде успешен и да најде работа секаде, а не да стои партија позади. Не, што сте биле советник на прв човек на најголема партија, претпоставам ги знае Мицкоски капацитетите на Сања Божиновска денес министерка. Колку време се познавате со Мицкоски? Па повеќе од 15 години. Сте работеле заедно нешто или проекти или што ја знам бизнис со струја, не знам. Па не сме Пред да стане соработувале. премиер или пред да биде лидер на партија? Да, сме Бидејќи тој соработувале. беше советник на Да. Груевски, пак за не беше и Да. директор На ЕЛЕМ, не сама, на да. ЕСАМА, да. Сме соработувале, сме имале одлична комуникација и сметам дека еден од Мгм. врвните експерти исто така и за среќа се разбира во енергетика. Па, И тоа е само плюс. Од тој факултет. Да, и тоа е баш Доаѓа. голем плюс за оваа Мгм. држава што ги разбира работите и он секако сака да се изгради некој енергетски објект во Македонија. Оној приватниот бизнис го ставивте настрана за да дојдете овде да се занимавате со сето ова? Предпоставаме ставен на страна, така? Да, секако, се е ставено на страна. Очекувавте ли дека кога ќе ставите во имотниот лист дека имате станови во Португалија, во Шпанија, не знам дека ќе има вакви реакции? Па искрено никако сум заборавила на менталитетот тука, повеќе сум навикната на менталитет на ЕУ, каде што никој не го интересира што прави комшијата или никој не гледа вести 5 пати во денот. Така да не очекував и искрено не ме интересира тука луѓето што зборат и како зборат, тоа само кажува за нив. Некој што бил успешен треба да гледа, значи што ќе се случи после анкетниот лист, значи тоа што некој го заработил и го пријавил е во ред. Треба, мислам, тука да се обрне внимание после 4 години што кој ќе пријави, така да, ако мене ме прашате. Да. Колку ви се движат приходите? Говорам за, сега го тргам на страна на Министерството, не навлагам во тоа колкави профити правите, меѓутоа колку се приходите еве на последната фирма. Пак сте во бизнисот со струја, така? Не, значи јас бев консултант, со тоа што бирав некои проекти. Последните 3, од кога ги купив становите, значи можам да живеам само од изнемување. Немам потреба. Од кирија. Да, немам потреба да работам. Добро, но бизнисот ви е генерално пред да станете министер консултантски услуги? Да, консултантски услуги. За енергетика. Да. Бизнисот во наводници го правите од трговијата со струја? Значи, бидејќи се договораме да го објасниме тој процес на трговија со електрична енергија, дека се сваќа поприлично погрешно. Значи, трговија со електрична енергија е сериозен бизнис. Значи, за тоа прво треба добро запознавање. Треба да имате лиценци да тргувате на берзи. Значи, идете на обуки. Треба да следите со 6 до 8 монитори и нон-стоп да сте на телефон. Јас работам во 15 европски држави, значи може да се јавите во Германија, да купите струја да продадете во Грција. Значи вие треба да имате навистина многу контакти, треба да посетувате многу конференции, треба да ги пратите сите можни цени, предвидување, времето да го пратите, временските услови, значи се е тоа еден сложен процес што е
сериозен и стресен процес. Значи не е само дека си купил за поевтино и си продал за поскапо. Значи тука има и прекогранични капацитети, тука има и голем ризик на флуктуација на берзите, така да ова е една сериозна работа и бара сериозен пристап. Добро, но е вносен бизнис. Во секој случај, да, стрес има, но е Ако вносен сте бизнес. добар, значи не значи дека ако работите по дефолт вие ќе бидете успешни и ќе заработите, тоа не. Значи треба да процените кога да купите, кога да продадете и каков ризик ќе си превземете. И до каде вие може да имате ризик. А последно работевте како консултант, зашто? Споменавте? Значи консултант за енергетика, значи бев ангажирана на некои проекти што јас ги одбирав кои мислев дека се интересни. Добро, ваша одлуката сте решили да излезете од бизнис, да влегувате во вакви работи. Секој во Македонија ќе рече па што доаѓа. Да биде министерка. За 115.000 денари плата. А колку претходно зимавте? Како плата? Па добро, платите на запад се индивидуални работи, меѓутоа се Повеќе од 115.000. Многу повеќе од 115.000, да. Обично се петоцифрени во евра платите. Колку? Петоцифрени во евра се платите на сериозни трговци. Петоцифрени 1, 2, 3, 4, 5. Добро. И тука има бонуси. Значи, тоа е најбитното во трговијата со електрична енергија. Годишни бонуси. Значи стигаме до 100.000 евра. Тоа е според вашите проценки сега. Не, со бонусите стигнува до 600 цифрено? Стигнува. Зависи која година и како успешно работите. Сега ја го земав онака, значи десетици илјади до стотици илјади евра. Да, секако. Ако работите успешно, може. Кога најмногу се печалеше? Дали најмногу... во време на енергетската криза? Мене таа криза ми беше многу чудна криза. Апропо војната, кога беше енергетската криза, ми беше многу... Не, 2008 до 2012, бидејќи тогаш... Тогаш беа златните времења? Тогаш беа златните, тогаш се почнуваше со трговија со електрична енергија и немаше многу трговци. Значи, ние имавме во Албанија тогаш огромни маргини, се заработуваше добро. Имаше 4-5 фирми кои работеа со електрична енергија во регионот. И тука не беше толку многу немаше толку многу капацитети, сега како што е МЕП со систем оператор, немаше толку се регулирано. Имаше многу поголеми можности, бидејќи беа помалку фирми. Значи, првите години се тие каде што можеше да се заработи многу. А овде со енергетската криза имаше или не? Веќе нема толку многу, бидејќи има премногу трговци. Сите држави сега имаат берзи. Порано немаше. Порано беше унгарската и толку. Да. И после грчката. Така да Значи, тоа златните времења... Вие сте ги фатили златните времења, претпоставам ги следите тековите кои што се движат. Да, сега многу... Значи, сега имам, кога се работи за електрична енергија и за трговија, прометот е огромен, меѓутоа маржите се многу помалку. Профитот е помал. Да, значи промет може да си има многу. Ние сме во принцип помодари, претпоставам знаете. Значи, ако вие сте сте ги фатили тие златни времења, јас сум мислел дека во таа енергетска криза се ќарала пари, можеби се ќарале овака. Не знам, институции на ниво, но од некој почнува фотоволтаици, во Македонија почна сите оние кои што имаат малку пари, сите фотоволтаици. Тоа е бидејќи во таа криза... Од една страна е добро, од друга страна е бадијава ги отвараш, не можеш да ги заработиш. Во таа криза цените достигнаа неверојатно. Значи 600-700 евра немало цена за... Значи не, значи тоа беше Елдорадо. И тој период, еве ако некој имал централа, можел да ја врати целата инвестиција за година дена. И луѓето... Некој сигурно ја врати. Некој што има тогаш. Меѓутоа видоа дека ова е вау и дека овие цени може да земат кредит, да продадат ниви, да продадат стан и да направат централа. Меѓутоа после цените се стабилизираа. Имавме сега, бидејќи има премногу обновливи во Германија, може да дува ветер во Норвешка и сето тоа влијае, може да има и негативни цени. Што значи дека можеби некој летоска немал пари да ја врати ратата за кредитот. Многу се зезна со фотоволтаиците, особено кај нас. И тоа се приватни. И кажувам, сите се приватни. Има многу што ги продаваат. Значи тие цени 600-700 евра не верувам дека за некој. Кажете што е еднината, барем да знаеме во што да инвестираме. Што е еднината во сега енергетиката? се батериите, значи системот за складирање, тоа го наметна, бидејќи има премногу енергија и не може системот наш да издржи, ќе мора таа енергија да се складира. Значи батерии. На фотоволтаиците? На електрична енергија, значи може од било што. Батерија Батерија за складирање, да.
Тоа има Тесла прави батерии. Аха. И сега, значи, тие сати што се Ма тоа е негативни, скапа, така. како и секој почеток и мобилните беа 1000-2000 марки, после станаа поевтини. Значи, Па тоа да, е ама таа поентата цена. е да направиш сега да ги направиш парите. Сега Може говорам бизнисменски, бидејќи се бизнисменски, бизнис ако се минус цените, Мгм. бизнисменски ако се минус цените, значи може да се види на берза кои сати се негативни и во таа батерија да се складираат, Мгм. меѓутоа ние се уште немаме легислатива, работиме да ги ставиме и батериите во легислатива. За Во ова новиот што го закон, говоривме, да, за ова да што имаме- говоривме сега. Да, да имаме батерии. И уште едно од оние обвинувањата бугарско државенство и за тоа ви обвинуваат. Кажав од вториот ден дека сум обвинувана. Јас имам чешки пасош и македонски пасош. А од кај излезе бугарскиот? Значи во еден период во животот, како и многу македонци за економски причини, сум имала бугарски пасош и јас мислам дека сум една од ретките која се откажала, значи го сум го вратила државјанството и немам повеќе валидна патна исправа, ни бугарски пасош, ни лична карта. А И никој не се занимава зашто имам чешки пасош. Тоа Стварно, што ви треба? Ама знаете кој има друг чешки? Мислам дека и градоначалничката има чешки. мислам дека баба е чехиња А или сте нешто учеле така. во иста гимназија? Да, Додуше, во Никола во друг Карев. клас, вие во Да, во јас друг бев клас, во- но и таа има чешко. И Да. неа ја обвинува за бугарско државјанство. Па тоа не сум испратила се, ама Мгм. знам, мислам Не, се дека ова, на шегали, ви сте, мислам дека има стварно мислам дека Данела, има дека баба, има. не сум најсигурна Аха. и дека има чешко државјанство. Чекайте, Имам а слушнато. зашто сте одели бугарско кога сте имале чешко? Не, чешко да го имам од 2020. Аха. Еве, А на имате пример, корени нешто или тамо дека живеевте во тамо? Чешка имам живеено скоро 20 години, така имам Ама студирано. сигурно сте биле сега некој ќе рече праша и за Мијалков, сигурно сте се фателе, нели и за тоа ви рекол дека сте ги вртеле парите на Мијалков. Два пати во живот сум го видела господинот, така да немам никакви бизнис релации со господинот Милков. Не, ова беше ова беше малку на шега, но бугарското државјанство, како сите што ги вадат некој за да купат кола, некој за да избегаат надвор од Македонија, го вадевте за бизнис? Да, за економски причини. Еве, кога студирав, на пример, во Холандија, секои 3 месеци морав да правам рентген за туберкулоза дали имам, бидејќи сум од трета држава. Да, Како трета држава? па не сте дел. Значи, вие сте Аха. граѓанин од вторет. И што велите, што ќе правам рентген за туберкулоза секој трети месец, булете Значи, не можеш да живееш, значи, тоа се сега малце по релаксирано, бидејќи на Германија им треба работна сила. Зборам за пред 20 години, дека беше многу тешко и сите знаат што имаат да се живее во ЕУ. И тоа не гледам дека е некој проблем или дека сум помалку патриот или дека си ја сакам државата. За сите тие што имаат пасош. Секако, ако со македонски пасош може да работиш во ЕУ, никој не би му текнало да извади било каква И друга сега го патна вративте исправа. под притисок на јавноста или откој извадивте чешко го вративте? Не, го вратив никаква јавност. Значи тоа се беше значи ова е од после оваа година. А да прашам стварно, бидејќи не сум зимал, кога взимаш бугарско државјанство, станова се кажеш дека си булгарин, дека си Не, има различни Или има различни, ова не е се сеќавам исклучиво беше за- одавна, ова е ама исклучиво за можеш бизнис. и бизнес, има различни методи. Тоа адвокатска канцеларија. Се каете прашаја. денес за тоа или не? За кое? За бугарско државјанство или не, затоа што било од практични Па тоа било од не. економски причини сега. Тоа е завршена приказна. Добро дојдовте во Македонија, министерка, А. затоа тоа се овие тие тие Благодарам. прашања ви реков, ја место да си седите Шпанија или Португалија, која ви е по Ова е омилена? тешко прашање. Во Португалија океанот е ладен, не може да се бањате, така да Шпанија. Добро, Меѓутоа што- брат ми живее во Португалија. И сега некој ќе рече што правите ве на 4 стана? Колку стана 4 имате? Сега вистина да прашам, колку за 4 се? Пишува се во анкетниот лист. Па не го не читав ја сега. Шпанија, Португалија, Шпанија се 2. Шпанија 2, Португалија 1, Да, Белград Белград колку 1? 1, Скопје 2 6. Така? и во Прага 1. Со тоа што 7. тоа е на фирма. Што правите ве на 7 стана? Се издаваат и може да се живее, а да не мора да се работи. Аха, ги рентате? Да. Добро. Па ќе кажам за тоа, он добро дојдовте во Македонија. Александрополис. Сега одиме како министерка за енергетика. Прво, пред додам на Александрополис, ме интересира, која е вашата визија за Македонија енергетски? Како вие ја доживувате? да бидеме независна. Значи, Значи- имаме рек Битола, Суводол, кој што се ај што го јавале сите
изминативе години, веќе е застарен. Така, во суводол имаме ниска калорија на јаглена. И претпоставам треба веќе да размислуваме за други работи. Како да дојдеме до енергетска независност за која што вие говоривте. Дел од компаниите мислам дека веќе се излезени на слободниот пазар, така останати се само домаќинствата сите. И сега, која е енергетската визија за Македонија на еден рек Битола кој што кажав дека е мака мачите, еден блок ќе тргне, друг ќе отврли тесне готина, не ни работи, тоа е ладна резерва. Ладна резерва еднаш работеше за кризата. За кризата. Бидејќи таа цена се мазот, исплатеше, мислам, така? да. Значи 200 и нешто евра се исплатеа. Осломи мислам дека не ни работи сега. И Осломи не работи. Не ви го знам, претпоставам сте направили увид, бидејќи тоа сега се влегува под вас, така? Секторот енергетика беше во Министерството за економија, тие сите идат кај вас сега. Ги преземавте ли до душе? Сега 500 прашања. Благодариме што се интересирате за Не, министерствата. ги преземавте ли Значи, ингеренциите? оваа недела би требало да сите вработени да дојдат од Министерството за економија во Министерството за енергетика. Прво моравме да менуваме 10 закони за да ги усогласиме. Значи, секаде каде што беше напишано Министерство за економија, мораше да се менува со Министерство за енергетика. Вработување исто така сериозен предизвик со кој се соочив. Најпрво јавната администрација, платите се многу ниски, во споредба со тоа што се очекува некој да работи во министерството. Вие кој знаеш што се мисливте кој идевте? Па немав представа дека ќе бидат дека некој за 25 или 30 ги работи. Не, еве, касирка во КАМ е 36.000 како што видов во пукнати оглас. се луѓе во администрација да работат, ама се седат цел да ќе се куцне во Меѓутоа, 8 не. и ќе се Јас мислам дека мора да се намали, а да се зголеми ефикасноста. Значи, еве не може да барате ви инженер да ви работи за таква ниска плата, бидејќи е конкуренција. Значи, ако не отидем во Германија, ќе работи во приватниот сектор. И сега јас треба да имам квалитетен кадар, инженери, кои ќе бидат совесни, ќе работат на сите проекти, значи тие мора да се платени. Не сакам да се споредувам со ниедно друго министерство, меѓутоа мора да има некој мерит систем. И бројот на јавна администрација мора да се намали и да се зголеми ефикасноста. Колку отприлика вработени ќе има министерството? Ние направивме систематизација, меѓутоа тоа е некоја долгорочна, дека кога би било поставено и секако што треба е околу 250, значи тоа зборуваме за сериозно министерство. Сега ќе има негде, превземаме вкупно околу, да кажеме, 50. Со тоа што ги превземаме, Агенција за енергетика се укинува, тие преминаа во министерството. Доаѓа секторите, значи има сектор енергетика, сектор рударство и сектор минерални суровини. Значи тие ќе дојдат. Мора да има нови вработувања. Колку бројка ќе има те вработени? Колку планирате бројка? Па сакам до крај на годината и ако успееме до негде 70, тоа би било одлично. За сите три сектори и Да, енергетика за се. и рударство? Значи за целото, за да почнеме да функционираме како што треба, иако е многу тешко да се најде кадар и е процес. Со асална плата приближно на продавачката? Се надевам со малку повисока од на продавачката, меѓутоа тоа си има поставено е систем за сите. Тоа значи ќе биде вистинска борба буџетот за 2025 година. Вистинска борба. Буџет ние наследивме скоро потрошен. Моравме да правиме ребаланс. Тука имаше сериозни кратења за сите министерства. Значи, јас сум нова, немав што да кратам, бидејќи не постоев. Значи, јас сега градам нешто од нула. Но за останатите беше многу тешко, не можеа да си ги подмираат обврските. Јас сега основа министерство, сега правиме буџет за следната година, значи планираме нови вработувања и се што ни треба. Потребно ни и софтвер, исто така IT опрема ни е потребна. Имаме многу работи. Пари, да, меѓутоа тоа е процес. Еве некој да дојде да работи утре, за јас да набавам компјутери, тоа ќе треба уште 2 месеци да поминат. Такви се процедурите. ЕСМ одговара пред вас сега? ЕСМ е акционерско друштво, пред владата одговара. МИПСО е момент ќе биде под вас ЕСМ или пред под Не, влада? значи министерството ќе прави енергетската политика и ќе треба да биде усогласено активностите на ЕСМ, значи треба да се направи една стратегија. МИПСО моментално е под Министерството за транспорт. Меѓутоа тоа треба да потпадне под Министерството за енергетика. Па да, ја не разбирам зашо и ЕСМ, ЕСМ е акционерско друштво, но то логично треба да бидат тие под
Министерство за енергетика. Тоа понатака ќе видиме со измените на Зороду, кои се активности и надлежности се во Министерството. И тука мора секако енергетска заедница да ја консултира. Сега вие можете да поставите директор во ЕСМ? Не. Не. Тоа поставува, значи... Влада. Да. Така? Да. Исто Односно, избира управен одбор. Управен одбор, потоа владата. назначува, да. Исто и за МЕПСО, значи тоа е Министерството за транспорт, се уште. Добро, енергетски употребивте на почетокот збор катаклизма, но толку сме катастрофални или? Да. И не само јас певам, може да прашате и други стручњаци. Секако дека странците имаат увид, значи сите што работат овде. Па затоа овде. што Европската енергетска заедница исклучително не фалеше свое време. За? Па за скоро се. Значи немаме закон, касниме 2 години, ние закон имаме. Како може да сме пофалени кога немаме закон за енергетика? Ми беше Лорковски, председателот на енергетската заедница во Виена. И ние сега работиме. Јас знам Копачко го доаѓаше, не фалеше во однос на универзален снабдувач, во однос на излегување на пазарот со струја, не знам. Никој работи, делот значи, енергетика дури. Ама збориме ние за легислатива. За легислатива имаме нешто имплементирано. Зборувам за енергетика и Македонија и имање своја електрична енергија. Исто така имаме и приклучоци МЕПСО. Има приклучоци дадено за многу енергетски објекти кои немаат ни свое земјиште, меѓутоа имаат прелиминарен приклучок. Само за илустрација. Во МЕПСО има околу 9500 приклучоци, а ние имаме околу 1000 мегавати, значи централи. 9000 нема теоретски шанси да функционира државата. А веќе имаат издадено прелиминарни приклучоци. Значи тоа е едно несовесно работење кое што мора да се направи една ревизија. Ај уште еднаш ова. Значи ние имаме производство на струја, значи сега не знам колку е рек битола, беа по 200 3 по мегават 225. беше, така по 225. Еве, значи 2-2.500 да кажеме. Добро. Во цела држава. А од иста страна имаме прелиминарни приклучоци во МЕПСО 9500 мегавати. Што сакате да кажете, некој краде? Не е за краде, дека се работи, значи не може да се има дадено прелиминарни приклучоци, а да се нема земјиште, значи стратешки што беа. Добро, кој ги дал? МЕПСО? Претходното раководство? Да. На кого? Значи на фирми, на стратешки што беа капацитети, на стратешки инвестиции, на фирми, тоа сега правиме на кои ревизија. стратешки се дадени приклучоци? Не, валјда дека така се давани на приклучувате. Тоа моментално правиме ревизија, меѓутоа постојат. Значи се постои така, регистар. Така, приклучува. Пошто МЕПСО е сериозен од аспект на тоа што И тој е преносот на струја, така ги значи. слушнавте и донациите кои се дадени за Ама Идризови и донациите- за слично. И донациите горе-доле тоа е незначителна сума која што се давала донација на Значи, кај дали МЕПСО знаете- има друг проблем. Дали знаете дека со Албанија требаше да имаме изградено далековод пред некои 4-5 години? Добро, И дали знаете дека трансформаторот ни седи во нива во Охрид? знам. Тоа е тој сериозниот МЕПСО. Вие сега ќе го приклучувате или? Ние мора да видиме, значи договорот мора да го направиме ревизија, бидејќи бил договорен на 2,5 милиони, имам сознание дека е стигната фактура за 300% поскапо. Од тие 2,5 милиони? Да. Мгм. И сега, значи, менеджментот се смени неодамно и мора да се направи ревизија на се што е сработено. Бидејќи ова вака кога говориме во јавноста да не изгледа како баук, затоа се обидувам да го упростим. Јас горе-доле разбирам зашто говорите, но да го објасниме на луѓето, бидејќи сега вие говорите за приклучоци, говоревме за катаклизма, а ние енергетски сме стабилни. Дури и кризата за која што обвинуваше сегашната влада, тогаш опозиција дека ќе Значи- биде катаклизмична, ние ја Значи, издржавме Ако сме машки. стабилни, пред неколку дена набавивме струја за 4 милиони евра. Тоа сте како набавиле, држава. значи оваа влада набавила. Значи моравме, тоа се така наследивме, нема ремонт, не работи добро рек и моравме да набавиме електрична енергија. Значи тука не може да направите И сега, ништо. после ако ќе се смени некојаш власта, па ќе дојдат оние други пати ќе говорат, аха, видите ги набавиле за 4 милиони. Значи фактите се тие. Ја Наследивме. купувавме на пазарот или? Значи постапката за набавка на електрична енергија е регулирана во ЕСМ. Значи се отвара
набавка, се добиваат понуди, се одбира. За 2 недели е купена електрична енергија. Меѓутоа, ова е резултат на претходното, бидејќи хидрологијата 28% се само хидропотенцијалот, што е многу малце. Се трошал хидропотенцијалот. И тоа сега се уште немаме јасна слика, меѓутоа ќе добиеме за мислам дека за месец дена, да, ќе треба да имате сликата на макет, затоа ви прашав каква е визијата сега, како значи визијата е да се види значи што може Рек Битола да произведе. Еве ние не можеме за до крај на месецот, значи ние не планиравме дека ќе ни фали електрична енергија. Тоа е реалноста. Мислите дека ќе може Рек Битола да оди повеќе од 4 години? Реално, вакво какво што е реално. Што мислиме и која е реалноста. Значи мора да видиме, треба да има ремонт. Ниска калорија, ремонт и едно друго реално од прилика нели и како новинари кога сме оделе во стопанска комора на оние биланси кога се прават нели проекции, затоа ве прашувам од прилика колку ќе се очекува 2025 да биде производство. Значи ние да видиме до крај на година, да ги видиме бројките. И јас ќе побарам најпесимистичка варијанта, да сме спремни на песимистичка варијанта, односно ако излезе блокот и ако не работи, да видиме хидрологијата каква ќе е, а некаде октомври-ноември ќе се прави тогаш планот за 2025. Сега, значи пред минатата недела има нов директор на Рек Битола, значи мора да им дадеме малку време и да видиме, да, и тамо значи нов директор, да. И сега ја тамо да видите што има како е. Мора малку време за да добијат шанса и за да се испита во каква структура се. Сама доаѓа човек кој што не е поврзан со енергетиката заради менаџерски способности или? Има значи машински факултет, значи има познавања. Не спорно е тоа, меѓутоа сосем трето работел. Да, и тоа не значи дека нема да биде успешен и мислам дека за краток велам дали одевте на логика дека е потребен менаџер кој што ќе го стабилизира тоа ЕСМ, затоа што тоа ЕСМ беше дувло на секоја политичка партија, и на ВМРО, ДПМН и на СДСМ за вработување, побогу колку вработени има таму? Многу. Значи 3.500 е честни исклучоци оние кои што работат. Значи многу малку. Значи тоа е на пример во развој инвестиции, мислам дека има 50 луѓе кои не знам што работеле. Немаме ни еден проект, ништо немаме сработено, ништо немаме. Има таму многу кои се вработени и се надевам дека сега ќе има некоја систематизација и реорганизација каде што тие што сакаат да работат се квалитетни, ќе работат. Господинот Озунчев за кратко време, мислам дека имавме состанок и мислам дека е сериозно навлезен во проблематиката и дека одлично се справува со предизвиците што ги има. Сигурно него можеме да замислам колку Косово си има кренато кога видел што се случи. Добро, сега тука има исто и надзорен одбор каде што има стручни, каде што работиме. Има ЕСМ беше најозборуваното и пред избори и од новинари и од опозиција и од сите Да, не е лесно. Исто така сега имаме и нов директор на Рек Битола, тука ќе треба да се поработи значи на наша механизација, да видиме што функционира, што не функционира и да видиме што можеме да направиме. Добро, со МЕПСО стварно крадевме струја едно време? Јас тогаш бив во Прага, ми се јави од Брисел да ми кажат што прави твојата Македонија. И јас викам што прави мојата Македонија. Значи тоа е еден, како да кажам, УЦТЕ може секоја држава таму ги праќа своите возни редови. Ако нешто некогаш се случи, вие може да имате некој одстапување, меѓутоа тоа одстапување може да е саат, 2, 3. Ние, бидејќи сме немале никаков друг избор, тоа така си траело неколку дена и 16 милиони евра дојде фактурата. Ние се зимаме струја. Тоа е легално превзимање на електрична енергија. И за тоа бивме опоменати и добивме фактура 16 милиони евра. И не е прв пат. Се надевам нема веќе да се повтори. Тоа има правило како може да си повлечеш, така треба да биде исклучително. Да, секако исклучително, ако нешто се случи, хаварија, одстапување од системот со претходна најава. Кога го споменавте далноводот со Албанија, како ќе се сега претпоставам треба да видите што е како е, значи тоа поврзување на Македонија. Добро, ние мислам дека Штип-Ниш е поврзан, така? Да, имаме. Само ни фали со Албанија, не сме поврзани, да. Албанија ни фали. Да, бидејќи Италија со подводен кабел се поврза со Црна Гора. И тука има ликвидност, значи берзата во Црна Гора функционира и е поврзан со кабел.
И значи тука може, иако Црна Гора е мала држава, веќе има значи италијански инвестиции, италијански фирми. Ние кога ќе се поврземе со Албанија, ќе има повеќе можности за да оди електричната енергија или исто така и да се увези и да се извесе, зависи од периодот. Ајде вака, дојде од земја на Европската Унија и што е она членка на Европската Унија, што е она што најмногу ве шокираше кога станавте министерка? Прво, како реагиравте кога ви понуди? Беше ли природно да ви понуди Мицкоски, дали ве молеше, дали прифативте, бидејќи рековте дека се знаете колку десетина години? Повеќе од 15 години се познаваме. Не знам дали заедно сте били во бизнисот со хидроцентрали, кои што нели тој ги продаваше после. Но како ви убеди? Значи, тука не се работи за убедување. Ние сме дискутирале на таа тема повеќе пати. Едноставно е за некој природен, спонтан договор со дали кога ќе дојде одреден момент ќе ја помогнеш на Македонија. И вие претпоставам да. Да. Но претпоставам не очекувавте дека ќе мора да ги поминете оние партиски филтри, извршен комитет, не знам. Тоа е веќе нешто за кое што не очекував, меѓутоа и тоа го преживеавме. Значи да, членка сум на извршниот комитет на информација, но друго сакав да прашам, затоа ја едно време елудирав дека мислам дека апропо на каменот од близу доаѓа, мислам дека голем дел од ова што излегува како лоша информација за вас, мислам дека доаѓа од самите ваши внатре партиски редови. Добро, ако има тоа некому водите очи. Секако на многу плакати не сте лепеле, така? Не ни планирам да лепам. Немам потреба да лепам. Значи, јас сум дојдена заради тоа што имам некој квалитет и нешто постигнато. А тие што лепеле плакати очекуваат некои позиции по однос на партија, тоа е друго. Малку ќе ви е тешко или лесно да го објасните и пред партијата, не пред членството, пред партијата. Што да објаснам? Значи, ќе се бараат резултати, така? Ако сте лепеле плакати, каков резултат ќе покажете во енергетика? Колку повеќе сте залепиле плакати? Ќе бидете добар во енергетиката. Значи, сепак, јас разговарам и со странци, и со сериозни. И тука мислам дека и они се изненадени и позитивно го гледаат тоа што некој стручен дошол да ја помогне и што се разбира. Како поминавте во Америка? Одлично. Значи бев примена одлично. Да не ве напнувам повеќе. Мислам имам уште не се за напнување веќе оние прашање ги одлично поминав. Јас имав говор на Северноатлантскиот, значи ми беше чест бидејќи првпат некој се обреке на тој настан. Како Норт Македонија ве представија? Да, секако тоа е нашето уставно име. Како вие немате проблем ни со тоа за мислам немате проблем. Сега кој е значи, ако мене ме прашате, мене ми е природно дека ако ќе ме праша некој 44 години, кажувам дека сум од Македонија. Така да, сите мене ми така треба кажуваме, време да се меѓутоа, значи но официјално се подразбира. Официјално сме како што се викаме, официјално. Како што и пишува на пасошот. Колку не сте политички човек, да не кажам, дојдени во македонска политика. Значи, јас се кажувам Македонија како Македонија. Дайте ми Америка, како не перципираат, како не доживуваат. Значи, во Америка се запознаени со нашата енергетска ситуација. Највеќе беа загрижени за тоа што тендерот за газконекторот пропадна. Од минатата влада беше распишан и јас кога дојдов после 3 недели дојдоа да ми кажат дека имаат некои проблеми и дека тоа ќе биде поништено. Односно дека газконекторот? Газконекторот Грција Македонија. Зборуваме за проектот Александрополис? Не, газконектор. За газконекторот. Да. Значи после 9 месеци кога мислевме дека ние како влада ќе дојдеме и ќе почнеме да градиме и да се поврземе со Грција, тоа е поништено. Зашто? Тоа треба да ги прашате. Па не, претпоставувам ви кажале значи, во тоа е Америка дека зашто? не било добро напишана тендерската документација и дека имале приметби на процесот. Ова е владата на Ковачевски, бидејќи тие многу изменија значи, последните 9 месеци. Траел 9 месеци. Да. И тоа беше најголемо нешто што ги интересираше, бидејќи не треба нели да цела Европа не треба да е зависна на рускиот газ и ова е значи алтернатива. И они инсистираат да тоа се изгради побрзо, а исто така и да се споиме со Србија. Значи да бидеме ние транзитна држава, да не стават на мапата на енергетика, да постоиме. Значи од Грција, Македонија, Србија да се поврземе.
Колку работа ве чека. Каков е вашиот однос кон проектот кој што го споменав апропо Грција, кога ја споменувате за Александрополис? Бидејќи мислам дека бевте во Солун, така? Бивме Не во се Солун, лажам. не се зборуваше за Александрополис, се зборуваше само за газ конекторот, има всредба со Десфа, значи тоа е од Грција. Да. И сите се фокусирани да се направи нов тендер, кој овој пат се надеваме сите нема да трае 9 месеци. Ќе биде многу побрз. Значи зборував со од ЕБРД со Европската инвестициона банка. Сите не уверија дека овој тендер ќе трае многу побрзо. Македонија е во тој проект, знаете ли не? Не. Значи јас денеска ги барав информациите, не Не? сме ни во не сме. Само имаме платено 3 милиони евра за преносен капацитет. Толку имаме. Не, зборувам за Александрополис бидејќи не чека за да влеземе Не. како апропо ова со Америка. Не сме. Тоа е грешка? Па би било убаво кога бисме имале газ конектор да сме дел секако. Меѓутоа не сме. Добро, можеме да видиме? Има Тоа шанси? се преговори. Значи тоа е нешто што треба да се дискутира и да се преговара. Во 2015-та ВМРО ја укина ефтината тарифа, па потоа се врати. Каков е вашиот став сега? Се ова малку за граѓаните? Се што е добро за граѓаните, ние го поддржуваме. Тоа го покажавме и пред да бидеме влада со тоа што дадовме иницијатива и не се зголеми електричната енергија, односно минорно се зголеми. Деневната тарифа сега немаме никакви планови за укинување, не сме ни дискутирале на таа тема. Значи ќе остане тоа што и Значи, тоа ќе што е остане. доброто за граѓаните, ние ќе продолжиме да го поддржуваме. Добро. И сега, веројатно доправа ќе ги правите тие пресметки, биланси, Да. каква зима ќе не очекува, па да видиме потрошувачката на струја. Летово беше исклучително голема потрошувачката на струја. Да, со тоа што имаше блекаут во Босна, Црна Гора и Хрватска. Еден проект кој што се говори од 2000, не се говори цело време, Чебрени галиште. Добро, 14 неуспешни тендери. Да. Тоа е Па да се разделат, па да оди прво едно Чебрен, па едно галиште, па не знам ова, па не знам ова. Тоа е прво исклучително значаен проект. прво исклучително значаен, за тие исклучително 300 колку 400 сериозен. милиони евра што и говоривте, еден Чебрен. Па не баш еден, пола. Тоа тоа е рече дека ќе оградиме сами, пред избори кажа. Не, во програмата има дека ние сакаме да направиме што е реално, да направиме физибилити студија и да ја видиме хидрологијата и да Има такви ве? сакаме, значи има хидрологијата од пред не знам колку години, сакаме да видиме реално сега што има, значи физибилити студија и да видиме колку тоа ќе изнесува, значи колку метри ќе биде браната, колку точно ќе изнесува и да видиме нашиот буџет. Ние би сакале тоа да го изгради Македонија, меѓутоа ќе видиме финансиски како тоа што би значило за нас. Секако е најубаво да сме ние минимум 51%. Да е држава. Значи, тоа е да е државно, Но да имаме беше, нешто. Толку ли беше лошото со Грција? Беле, се вака, ја од страна гледано, можеби малку делуваше понапумпано, меѓутоа еве стручно толку беше лошо тој договор? Може многу подобро за Македонија. Значи сега гледаме од перспектива да биде добро за Македонија и за македонските граѓани. Пошто од тие партиски препукувања ние денеска страдаме да имаме последен објект ветерниот парк кој што го споменувате, да не говорам за термокапацитет 80-та година, затоа што партиите не може да се договорат за клучни стратешки И јас се работи. надевам сега дека и од опозиција и сите се добродетелни што е добро за Македонија, што се однесува за енергетика, може да дојдат секој време во министерството да дискутираме, да седнеме и се што е добро да го прифатиме и да изградиме нешто заеднички за Македонија, бидејќи и за нив сметките за електрична енергија ќе се исти, и за нив не да боже ако има блекаут ќе биде блекаут и мислам дека е тоа за подобро на сите граѓани. Но ова е значаен проект за нас, така? Ова е најзначајниот проект за Македонија. Кој е најголемиот проект кој што вие очекувате во овие 4 години да го реализирате? Ние сега моментално во ИСМ ги гледаме сите, бидејќи таму има многу проекти, ги разгледуваме, кои проекти би можеле, мислам дека за месец дена од сега, ќе имаме точно бидејќи се променија цените на берза, што како, да видиме што може да се изгради. И секако енергетика не е нешто што се планира од денес до утре. За Чебрен 8 години сигурно ќе треба. Добро, но за стратешки работи од прилика горе-долу знаете што може, така? ЕСВ Значи, претпоставувам не планирате има. да го продавате. Не.
Имавме 2 гасни централи, значи една во Скопје, една во Битола, план да се направат од 200 мегавати. Имаме исто план да се догради втората фаза на ветерници. Каде гасни централи во Скопје и во Битола. Скопје и Битола? Да. Битола има парна сега или нема? Се работи на тоа, нема. Нема, Се така, не знам постојано нема, не ве прашав со иронија, стварно. Мислам дека последнава година нема. Значи Скопје и Битола, тоа е за 4 години што го планирате во се не знам како е би можело да се изгради, меѓутоа треба да се види финансиска конструкција. Тето не задоволува во Тето е Скопје. приватна фирма. Па сега, ако се цените ниски, Добро. може по се исплаќа да купуваш така. Добро, да, меѓутоа друго е кога имате нешто, друго е кога вие сте собственик, друго е кога сте Каде се планира на пример да се изгради во Скопје, каде би имало гасна централа? Па мислам дека е негде кај Гази Баба има локација. Аха. Меѓутоа се тоа Па, ќе се Тамо и беше, мислам дека тамо и ќе направиме, значи за следниот месец мора да има проекти, Аха. само да видиме кој е нешто што сега најадекватно ни одговара, и колку тоа финансиски бизнесувало и како да најдеме финансии. И што е најдоброто за нас како држава. Мора нешто да изградиме. Па мора, да, ама се размислуваш. Од денешен аспект сгрешивме што ни го дадовме на австриците теснеготина. Мислите дистрибуцијата? Или за теснеготина? Па теснеготина ние само нас... Евана нели го купи моментот со дистрибуција, пакетот беше дека да се за не знам колку тамо, па потоа кога Теснеготина еднаш само го употребивме, кога струјата беше околу не, на но 200. идејата беше да биде таа комбинирана на газ и на ваквото, дали таа, например, во таква криза ќе не спасеше ако се дадеше на Евана, тогаш беше најсериозно за заинтересираме, меѓутоа се смени владава и го прекина тендерот. Теснеготина има огромни трошоци, значи стои како ладна резерва. Сега? Да, едва и тогаш кога почна да работи, кога го потребивме за мал период, беше скоро невозможно да се врати во употреба. Така да тоа е, исто треба да се размисли што таму ќе се прави. Вие на кој ниет сте? Што вие размислувате? Се прашам како експерт. Значи, Не на вистина, да ви речете, ви од врзане рате, што би правиле со теснеготина? со теснеготина? Со теснеготина ќе ви кажам за месец дена, бидејќи не сакам сега да откривам што поточно има некои имаме некои планови што понатаму може да ги споделам. Меѓутоа за се има план. Тоа е доброто што сега веќе имаме увид во се и сега ќе имаме, значи, министерство што ќе се занимава со сите енергетски прашања. Значи на едно место ќе се знае енергетска стратегија, што да се прави, што ќе се гради, кој е за што одговорен. А рударство не ни споменавме, само за струја. Говориме, дајте ми го рударството малку. Ќе дозволите ли отварање на Иловица на Казан? Значи, што се однесува за рудниците. Во тамо стигнавте. Искрено до рударство имаше ден на рудниците, бев во посета. Имам следниот месец, значи ми се планирани рудниците. Со тоа што значи бев во Македонска каменица, сите жители се одушевени и се срекни што имаат рудници. Значи, вработените таму се работат. задоволни, имаат фини услови, платите им се на задоволително ниво и се пресрекни. Но се тамо странци газди, така? Да. И исто и Иловица и Казан, да. Што се однесува, ние ќе го слушаме гласот на граѓаните, секако, значи граѓаните ни го дале легитимитетот и ние не можеме да идеме против волјата на граѓаните. Но мислам дека со Иловица имаме некој суд, некоја арбитража, така? Тоа моментално имаме во владата, сега формиравме арбитражно тело каде што ќе се консултираме со адвокати и ќе видиме кои ни се можностите и што, значи тоа е веќе на адвокатски тим, што кој ќе треба да разгледува и секако прво за нас е императив волјата на граѓаните. Значи ние нема да одиме нешто што не би сакале граѓаните. Некоја вест сега ми помина пред да влезете во студио за некаква арбитража со ЕСАМА, нешто, не знам дали го видовте? Не. Не? Ви кажав, немам време за... Ќе се обидам да го најдам. Што се случило? Ќе се обидам да го најдам, ќе прочитам што се случило, бидејќи почнавме со рудниците. Исклучително голема тема во Србија, претпоставам, тамо следите, тоа е Рио Тинто, литиумот. Да. Што доколку кај нас себе има литиум? Кој е вашиот став? Да или не? Еве, да имаме ние некој наш Рио. Рио Македонија. Рио Македонија, да. Само да ја најдам вестот, додека ми одговарате за... Значи, Рио Македонија, секако граѓаните се тие што ќе го дадат последниот збор. Мора да видиме со сите, значи, невладени издруженија
и тоа да биде безбедно, значи да ги видиме, сега има нови технологии. Мгм. Значи 2024 сме, сега има значи нови стандарди, мора да видиме легислативата како ќе биде, значи нашата интерна легислатива, да видиме што дозволува, што не дозволува, кои се условите, која фирма би била заинтересирана и под кои услови би ги добила тие права. Мгм. Значи тоа е еден посериозен процес. А има ли литиум во Македонија? Јас колку што знам, немам таква информација Мгм. дека има. Немам ни јас. меѓутоа, Слушнам онака дека прашав, во бидејќи гледам Република дека- Српска некои странски фирми работат на Мгм. некои контроли и Србија. За кај нас се уште не сум известена. Еве го ова. Телма го објавува. Милиони евра ја чини ЕСАМА изгубен спор на арбитража, поради ова расходите од поранешните години на компанијата лани пораснале за близу 8 милиони евра, пише во финансискиот известај на државните електрани за 2023, каде стои дека поради изгубен спор ЕСАМА на компанијата Babcock треба да ја плати околу 6 милиони евра, се работи за германска фирма ангажирана да направи ремонт. Ова Го морам да слушнав и јас проверам, го слушнав на доаѓање, го слушнав затоа. не знам, искрено не знам, не сум информирана. Добро. Ќе прашам ненесто. Значи сородниците за Иловица ќе мора да се види тој делот со Да, арбитражи значи за тоа се Казан Дол, сериозни и Мгм. мора и адвокати, адвокатски тим да се формира, да се истражи, да видиме кои се нашите ставови, што се случило во минатото за да стигнеме до тука. Значи ова не е нешто преку ноќ. Мгм. Ако имаш судски спор, значи нешто се случувало, значи мора да истражиме се што се случило. Да, значи некој дозволил да се гради, па потоа И некој нешто се притисок случило, се на јавност предомислил, попуштил, па Меѓутоа компанијата зошто која сме што дошле добива. до тука е прашањето. Дали можело Добро. нешто да енергетски реагира. од што сме ние, на што можеме најмногу да бидеме незадоволни, туку потенцијал, каде имаме ние енергетски Значи, ние потенцијал, имаме- освен во ветерници? Ние сме држава на сонцето, значи имаме сонце Мгм. и хидропотенцијал имаме и секако доле на југот на границата со Грција имаме и ветропотенцијал. Мгм. Така да може да ги употребиме тие ресурси. Добро. Нешто имаме што заборавивме да прашаме? Сигурно што многу работи. Мгм. За енергетиката можеме да збориме приватно. Говоревме за она за што ве обвинува, но бидејќи се бизнис муавети, моравме да го прашаме и ти како видите вие становите се рентаат, каси. Не гледам никаков проблем, некој Не, што не, бил не, јас успешен прашувам и само. што има станови, Мгм. така да не знам. Дај Боже сите да има така, да се успешни. Кога го пишував имотниот лист, очекувавте дека ќе има вакви реакции? Да, Да? бидејќи веќе бев неколку месеци во Македонија. Да ме А, прашавте вие во се март, не. вие Малце се да. аклиматизирав. Вие се подготвувавте. Не се практично. аклиматизирав, не Мгм. се подготвував, ама се аклиматизирав. Министерството, зградата е Карши музеот, така на во Да, центар? зградата Добро, е таа има градеж, немаше таа не работеше, немаше градежна дозвола, односно Значи, дозвола за како се може вика да таа? прашате зошто 7 години стоеше така неуселена со намештај со целофан. Дали има некоја 7 одговорност? години? Да, 7 Зашто? години. Тоа не е до мене прашање. Значи, Па не, ама ако не имало, како се вика тоа, Значи, ако сте вие влада и држава и дадете 20 милиони евра за зграда, се надевам дека ќе ја користите. И нема да ви стои така. мгм, А од друга страна имате и сама да има зграда каде што нема прозори, каде што има гулаби внатре. Нема услови за работа. а грда е. Не само што е грда, внатре нема баш услови за работа. Чекај, Ивана се иселила таму, мисля, така? Да. Ивана си има нова зграда. Есама си остана. Есама е Оваму. во овие услови. Есама треба да дојдат кај вас сега? Па тоа дискутираме бидејќи они не се малку, а таа зграда е предвидена за 200 до 250 луѓе. Ќе ви треба тоа. Така да мора да имаме преговори. Ви фаќаат врски партијаши да ги вработувате? Дали фаќаат врски? Па кај мене Не знаат вработи дека го, овој. јас Се бирам постава тешко. квалитет, значи Мгм. квалитет пред се. Не, шега на страна, имаме ли, бидејќи е специфичен сектор, ова е практично машинство, рударство, геологија, минералните суровини, Сите гледате ги стручни кои што ни за платите од чекнавме, јавна да. администрација е Мгм. многу скоро И невозможно дали да се имаме најдат. ние квантум на луѓе кои што може да А, вас да ве обскрбат, да ви Постојат прават анализи? стручњаци во оваа држава, Мгм. да, што ќе ги користам и како екстерни консултанти. Меѓутоа за вработување е Мгм. подолг процес. Јас сум оптимиста, нека ќе најдам некој исто што сака да
работи во министерството, бидејќи тука ќе имаме исто работка и со други министерства, ќе има обука, ќе има студиски посети во странство, значи ќе има можности да се учи, да се напредува, да се направи нешто за Македонија. Буџетот го имате а вие сте, бидејќи сте ново министерство, не знам како функционирате, сериозно не знам како функционирате. Сега сте во влада, меѓутоа... Не, сега сме во зградата. Не, сакам Имаме да кажам буџет дека... до крај на годината. Добивме буџет. Колку ви дадоа? Ќе ви кажам точно, бидејќи сите сектори Не, се стварно превзема. немам појма, еве гледам, не знам, мислев дека од 2025 ќе одите со Не, буџет. ние имаме, значи правиме делбен биланс со економија. Тоа што беше за секторите, Ама што тие ви дава само за вработување, така? за За луѓево. Да, и сега добивме, треба да проверам точно до детали, значи имавме да побаравме за компјутерска опрема, нели? И за зградата треба исто и за одржување. Нема да ми кажеш дека немате компјутер Од каде? во министерство. Од каде бисме имале компјутер? Па како работат луѓето, не валјат дома да си ги носат лаптопите. Вајда да. Тие што се презимени од секторите, ќе дојдат со нивните компјутери, јас имам дома лаптоп. Процесот е јавна набавка која мора, мислам дека денеска ќе се распише. Денеска вие, утре ќе дојде друг, мислам, не го разбирам. Ама ова е сега почеток, значи мора да се набава, ти да почнеме од никаде и мора да биде јавна набавка. Значи јас морам да набавам по падна јавна набавка. Јас не можам да отидам во продавница и да купам лаптоп. Па добро, вие сега со тие јавните набавки треба све и свашта да взимате за јавни набавки, така? Да. Тоа е законот. А кој е законот и тоа лето дома носите? За тоа баш немам Добро детали. да е сега, се обидувам да го брутализирам. Значи тоа прашање е до интерните правила во државата. До финансии. Да требаше прво вас да ве викнам, бидејќи Гордана беше пред вас, меѓутоа тоа. Не е прашање за Колку мене. ви е планиран буџетот за 2025-та? И Сега дали кај го- вас влегуваат тие стратешки инвестиции, например? Сега го правиме буџетот, значи Аха. сега баш го правиме буџетот. Стратешки инвестиции не. Значи ако некој прави во државата, тоа ќе биде СМ, ако нешто се гради, Аха. тоа и они прават Аха. годишен инвестиционен план. Значи тоа ќе биде во СМ. Значи ЕСАМ ќе, Да. ако добива буџет, например, за Да. изградба на... Да. ако се гради, карикирам, чебрени галишти или 2 гасни централи за кои што говориме, тоа ќе оди кај вас? Во Значи, буџет кај вас се пишува ставка не, или? значи ние би можеле, ако се Како капитална договориме, инвестиција. ако се договориме, например, feasibility студија може да е кај нас, Мгм. меѓутоа електрани на Македонија е тие што ќе се носител и кај нив ќе биде. И они ќе И се за гасот? сопственик. Номагас, значи ќе биде за гасот, има фирма, значи Номагас се занимава со гасот. Ама гасни централи, значи сите енергетски објекти се само. Не, нели буџет кој правате пишуваат капитални инвестиции, затоа прашав ви сега, вие само. споменувате планираме проекти 2 гасни централи. Значи ние на пример имаме помош на ранливи категории. Сега инверторите што ќе се поделат се надевам во најскоро време, бидејќи тие ги превземавме од економија, значи тука имаме субвенции, тоа ќе биде, ние ќе ги доделуваме. Со Евана вие ќе се карате или ЕСМА ќе се кара? Околу цените или регулаторот ќе се кара? Ќе се расправа? Сите. Сите? Да, јас планирам да направам работна група и да кажеме што и како е комуникација, дали има некои работи кои треба да се решат. Значи сите. Како ви изгледа? Одлично, јас имам прекрасна комуникација и со Ивана, и со регулаторна, и со сите. И мислам дека може да се договориме за доброто на граѓаните. Добро. Уште многу имам да прашувам, ама отиде времето. Ви благодарам многу што прво се одваживте, ова е ваше прво генерално, не генерално, туку прво ваше интервју Да. вака пред камери во бизнис муавети на Фактор МК. Опфативме голем дел од работите и јас се надевам дека повторно ќе се видиме, бидејќи ова министерство ќе биде и тоа како интересно да се следи. Во новото министерство. Ќе дојдеме, ќе видиме, сигурно ќе има и сала за се, ама добро ви треба како е што јавна набавка за да направите и со сала Сала има. за пресконференции. Имаме сала сигурно за има се. прес. Сигурно има се. Треба да проверам, има столчиња, да. Има Столчиња има со каде да целофан, седнете. И го вадевме целофанот И неколку целофанот дена. го вадевте? Да, сега нигде нема целофан. Добро. Лифт има, лифтот работи. Претпоставам така. Лифтот, да, имаше некои работи што требаше да се поправат, сега работи. Чекај, сега уште ова само таа зграда доби дозвола за функционирање? Што беше проблемот? Зашто не се вселувала? Не е валјда дека ја градел ВМРО? Не знам, тоа не е прашање за мене. Тоа е Но прашање вие за сигурно пред да претходните. влезете сте прашувале зашто Па добив не. многу одговори.
Вистината не знам каде е. Аха. И сега имате дозвола за Значи, како се вика тоа, го изумив. Владата ја додели зградата на ИСМ и сега ИСМ ќе ни ја додели нас за користење. Бидејќи Аха. таа е на ИСМ инвестиција. Да, тоа е оне делно, оне другиот градежниот, како се викаше тоа веќе градежна Дозвола техничка. дозвола значи, техничка Тоа дозвола ќе мора да за ги прашаме прием. другите служби за Ама за сигурно употреба. ви дале дозвола за техничка употреба, така? Да, Да, ќе се проверам. вселувате така да одите во небезбедно. Не безбедно е. Безбедно. Значи проверија сите служби, Мгм. проверија значи инсталација, пумпи, вода, лифт, тоа е проверено. Добро. Министерка кој што оди пешки на работа? Па добро, тоа се чудни работи во Македонија, обично доаѓаат со обезбедување, со... Обезбедување немам. Немате ја? Не. А живеам блиску од центар, така да Мгм. нема потреба. Ќе се кој ќе превагне европскиот менталитет кој што сте го имали или ќе подлегнете на Па, македонскиот 25 години имам менталитет? европски, па ќе додржи некој време, Мгм. мислам. Да. Дома како реагира? Дома? Мгм. Па, Ги подготвувавте? не, Не? не. Тешко го преживува тоа или? Мислам дека Нападите, да? Мислам дека да, меѓутоа Мгм. стрекни се Да. што сум тука во Македонија, од една страна, од друга мислам дека не име баш се едно што слушаат се и се што. Добро. Благодарам уште еднаш што бевте дел од бизнис мавите на Фактор МК и уште еднаш за ова ексклузивно интервју. Благодарам и на вас. Сања Божиновска, министерка за енергетика, рударство и минерални суровини во бизнис мавите на Фактор МК. Вам почитувани ви благодарам што не гледавте. Благодарности до Форманова нашите пријатели. Ви закажувам нова средба за 7 дена. Довидување.